Добар ви ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково и на вистина овој пат се изненадив затоа што дојдов како по аеродромска писта. Така е прекрасно направен патот, значи повеќе нема да имате никаков проблем доколку дојдете овде, уживате во оваа прекрасна природа, во чистиот воздух и специјалитетите од Златно буре Кучково. Но денеска имам една најспецијална емисија за вас. Драги мои, дали го гледате ова знаме на мојата прекрасна униформа? Еве токму и овде да прочитате. Адријана, значи јас се вратив од Индија, драги мои. Бев на 10-дневно патување во организација на ИФКА, тоа е Федерација на готвачи на Индија и конкретно на покана на председателот на ИФКА, господинот Маџид Гил, кој што заедно со сите негови колеги беа наши домаќини на повеќе од 20 шефови од целиот свет. И исто така, бевме гости на Институтот за хотелиерско менаџирање, угостителство и гастрономија во Индија, поточно во Њу Делхи. Се враќам полна со импресии, затоа што во Индија, и знаете прво што ми остави впечаток. Секој ќе ве поздрави со еден топол збор со дланките поставени вака, ќе ви се поклонат и ќе ви кажат намасте. Значи, кога се кажува намасте, се зборува за воопштен поздрав, на времето, на пријателството, на топлината, на љубовта на индискиот народ. Тоа што ќе го доживеете таму, можете да го поминете буквално целиот свет, а никогаш да не е исто како со вашето време поминато во Индија. Поточно јас се враќам и се уште сум под импресии од Индија, затоа што пред се топлината на народот, вкусните специјалитети, јас ги обожувам едноставно индиските специјалитети, ги засакав, и ми се допадна филозофијата на господинот Маџид Гил, каде што вели дека во Индија не се разбира храната како средство со кое што треба да се најадете или да се прејадете. Туку храната е лек, храната е филозофија, храната е чувства, храната, добро подготвената храна со хармонија развива позитивни мисли, развива добри мисли. И затоа повеќето од луѓето во Индија не јадат месо. Туку има преголем број на вегетаријански специјалитети и таму се служи храна и се подготвува храна уште од ајурведите пред 5000 години, кој што до ден денеска се практикува во Индија. Имавме и прекрасни презентации исто така и на македонската кујна, затоа што индискиот народ и македонскиот народ се во многу големо пријателство. Народ кој што ве чека со отворени две раце, со широко срце и така натаму. Секако не однесоа домаќините да го посетиме и храмот кој што е символ на Индија, Тадж Махал, да ги запознаеме сите тие убавини и едноставно да бидеме присутни на 3-дневниот конгрес Indus Food, каде што го добив токму и овој влез за тој конгрес, каде што навистина имаше представници од целиот свет. Исто така во Индија имаат и министер за храна, што многу значи, и воедно ја добив и оваа диплома. Од се срце сакам да ја споделам заедно со вас од Институтот за хотелско менаџирање, угостителство, гастрономија и така натаму од ПУСА од Њу Делхи. Сега да ви кажам и сакам да споделам со вас што научи во Индија. Ке ви го презентирам еден од најстарите индиски специјалитети. Ке направам еден спој на екзотичната индиска кујна со меракот и желбата на македонците за манџите. Ова е една стара рецепта од ајурведите,
Меѓутоа, можеме да ја направиме и овде, затоа што имаме многу работи кои што македонците ги користат во приготвување на традиционалната кујна. Исто да не заборавам дека најважни зачини во користењето на индиската кујна е ги. Ги е всушност обработен путер, кравјо масло, кој што се крчка 4 часа на 80 степени и всушност се добива еден прочистен ги путер, каде што се става во буквално сите јадења. Не користат зејтин, туку користат, ако треба веќе нешто да се пржи, зејтин од сенф или ги. Исто така зачинот масала. Зачинот масала е алфа и омега во индиската кујна. Поточно, во тој зачин, едноставно фузија на повеќе зачини. Коријандер, кардамон, куркума, потоа се користи морско оревче, се користи ким, се користи карамфилче, понатаму ловоров лист и секако имаме бибер, се користи пирето од џумбир и од лук. Во сите јадења, едноставно го решиле проблемот со запршката. Значи, денеска ќе ви направам едно старо индиско јадење, кое што се нарекува чана масала. Додека ми се уште свежи импресиите од Индија, да го споделам тоа со вас. За да го направите тоа јадење, вас ќе ви биде потребно 400 грама наут, кој што е сварен и омекнат. Понатаму, 3 патлиџани ќе ви требаат изрендани или, еве, ние во Македонија користиме салца, нели, она што си ја правиме за зимница. 2 главици кромит, ситно насечкан. Ќе ни требаат неколку лажици ги, индиското масло, ги. Ќе ни треба ким во зрно, затоа што секогаш индиците, кога ги готват јадењата, кога ќе стават ги неколку лажици, кога ќе почне да врие, го ставаат кимот во гито, затоа што ќе пушти еден специјален и убав мирис. И секогаш додаваме и карамфилче, а карамфилчето исто така го има во масалата, кој што е базичниот зачин. Од масала се прават и чаеви, комбинација со млеко, во сите можни јадења. Ако имате масала зачин во вашиот дом ќе мириса на индиската кујна. Понатаму се става и морско оревче, неколку листови, како што напоменав, и ловоров лист, а понатаму можеме од македонските зачини да додадеме, пошто што и сите нивни јадења се многу лути, бибер, сол, лут црвен пипер и лут буковец, па нека биде една фузија на индиски специјалитет со неколку и македонски зачини, малку магданос за вкус на самиот крај и можеби ќе ни треба многу малку топла вода. Сега да преминеме на работа. Значи, прво што ќе направиме, ќе ставиме неколку лажици ги. Ги и тука ќе го пржиме кимот. Така. Еве ги ќе ставиме и навистина е многу вкусно, нешто неверојатен вкус има. Ќе го ставиме и кимот. А јас тука имам и во зачинот мелен ким, но овој го ставаме само за да замириса на ким. Исто така и малку, неколку карамфилчиња. Така. И сега ова треба да проврие, да се запржи убаво и ги додаваме зачините. Значи, ќе ги додадеме лукот и ѓумбирот. Гледате како внесувајќи ги џумбирот и лукот, тие се лекуваат преку храната, се лекуваат. Ете така. Веднаш ќе забележите убав мирис на ким со кравјо масло. Значи, воопшто не користат масло од, како ние што користиме зејтин или народно кажано, тие воопшто не користат тамо. Ете така. И сега тука ќе ставиме и неколку листови. Да. Така. И ова да пушти мирис.
ловоровиот лист. Така. Како убаво. Ви замириса убаво? Еве и камерманите викаат дека ептен убаво им замириса. А можете да замислите те кога ќе направиме целата манџа. Ова манџа како што се вика чана масала. Сега ќе го додадеме џумбирот. Го пржиме ѓумбирот и лукчето. Во сите јадење индиски има многу лук, да знаете. Прекрасно нешто. Прекрасно. Но на крај на целото ова јадење ќе додадеме лимон. Ете така. Прекрасно нешто. Сега ќе ги додадам и другите зачини. Прво ќе ги додадам зачините. Тука има морско оревче и куркума. Така. Значи масалата. И екстра имаме мелен ким. И малку коријандер. Така. Прекрасно нешто, леле. Сега ќе додадеме и малку луто. Ете го мирисот на Индија. Мирисот на Индија. Тоа е тоа, вистинското. Малку сол. Прекрасно нешто. Кажи како мириса, ова е нешто фантастично. Овој мирис освојува. Ќе додадам уште ги. Да. Така. Ќе додадам уште. Вие можете да користите, значи слободно, можете да користите и растопено кравјо масло. Еве, не верувам, можете и сами да си го направите тоа, затоа што е многу здраво. Сега ќе го испржам кромидот. Кромидот треба да се запржи, сега ќе пушти од својата течност, да омекне. И откако ќе го испржам кромидот, ќе ја додадам и леблебијата, тоа е снаутот. И ќе продолжам. Сега ми треба 10 минути да го испржам ова. Веќе мислам дека е готово, но морам да пробам. Дали му треба уште нешто да му додадам? Овие зачини, значи кардамонот, карамфилчето, коријандерот, куркумата, џумбир, лук, нема, значи ловоровиот лист, биберот. Прекрасно, прекрасно. Сега е наред да го ставам патлиџанот и тој да се искрчка. За да ја направите оваа манџа, чана масала, можете да купите наут, кој што е веќе во маркетите, во тегли, подготвен, но можете да земете и во кесичка, да си го сварите и ќе ви треба 400 грама сварен, значи откако ќе биде сварен. Сега ќе го оставам и патлиџанот, убаво да се искрчка со сите овие зачини, а потоа ќе видите што следува наред.
Еве, драги мои, сега убаво се искрчка и заедно со патлиџанот. И сега ќе го префрлам сето ова во едно тенџере, затоа што ќе треба да ја додадам и леблебијата, тоест наутот. Ете така, да имаме повеќе простор. Леле, како мириса! Леле, како мириса, не можам да ви опишам како ова убаво мириса. Го додавам сега, значи, наутот. Така. Ке го оставам да искрчка уште малку, ке пробам за сол. Одлично е. Прекрасно. Ке му треба уште 15 на минути заедно со наутот и на самиот крај ќе додадам лимон. Ке иседам, нека ми е подготвен тука. Сега да пробам за сол. Да видам дали е доволно солено. Мислам дека уште малку сол ќе треба да додадам. Уште сосем малку. А и сакам да ми биде уште малку полуто. Значи ќе додадам уште малку лут црвен пипер. Ете така. И мислам дека ова чана масала ќе биде за 15 на минути веќе подготвена. Еве, почнува да крчка, за да ја дегустираме. И ќе ставиме малку лимон. И тоа е тоа. Додека таа крчка, јас веќе ќе ја раздигам оваа наша трпеза, маса ќе поставам и ќе се подготвиме за да го дегустираме ова старо индиско јадење и да уживаме во специјалитетите. И каде е добрината на македонскиот народ, што секогаш сака да има топли релации со другите народи, да ги споделува специјалитетите и да ужива, затоа што срцето на македонецот е многу големо и има место за сите луѓе и сите кујни во светот. А поточно оваа емисија ја посветуваме на индиската кујна. И овдека е една фотографија која што ја доби подарок, каде што целата група и сите учесници, значи бевме да го посетиме, како што ви кажав, Тадж Махал. Еве сега, ова нека си крчка, нека се спои вкусот на леблебијата со сите зачини и ние ќе уживаме во сето тоа. А и вие потрудете се ова да го направите, нека ви биде и оваа манџа за лек. Се гледаме на трпезата. Драги наши гледачи, време е сега да ја пробам оваа прекрасна индиска традиционална чорба, значи уште од времето на аюрведите. Чана масала во македонски амбиент, во македонско опкружување, но со голем поздрав код нашите пријатели од Индија. И верувајте дека се што е ново, се што за прв пат ќе го пробаме, вкусиме, сакам да го направам, сакам да го споделам со вас. Знаете што? Дури да биде некој готвач од Индија тука, верувајте дека ќе ми ги даде сите бодови за вкусот. Затоа што го долови вкусот на Индија.
И тоа сакав да го споделам со вас. Толку е вкусно. Еве да споредиме. Во Македонија и во нашата македонска традиционална кујна ние правиме чорба од наут. Ставаме кромит, пиперка, патлиџан, ги ставаме македонските зеленчуци. Од зачините сол, бибер, триена сол, чубрика, ноктец и така натаму. Но со додавањето на масалата, ние го добиваме всушност индискиот вкус. Она што ги прави сите нивни јадења специјални. Толку е вкусно. Чисто од радозналост направете вие таа манџа, можете и со малку леп. Иако индиците сакат одлично ова да го комбинираат со ориз, басмати, со други нивни видови на наут лепчиња што ги прават. Инаку, индиците се познати како древна цивилизација која што потекнува токму од таму, со богато културно-историско наследство и секогаш ми се допаѓаат нивните поговорки на нивните паметни и умни луѓе. Велат дека е подобро да бидеш сопствен господар отколку туѓ слуга. Ги поздравувам сите мои пријатели од Индија и пријателите од Индија кои што живеат во Македонија. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. А јас останувам да уживам во ова прекрасна чорба од леблебија со индиските зачини. Чана масала.